Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова ги додели наградите за иновација, лидерство и влијание во IT екосистемот Women in Teach Macedonia Awards, упатувајќи искрени честитки на добитничките. Повеќе од еден век по Вирџинија Вулф и незината идеја за собствена соба. Пред жените се отвора нов простор, дигиталната соба во која што се создава новата архитектура на современиот свет. Се радувам што повеќе од половина од истражувачката заедница кај нас ја сочинуваат жени. Ова укажува на сериозен интелектуален потенцијал, на огромен се уште недоволно искористен ум, знаење, креација и иновација, истакна Силјановска-Давкова. Таа порача дека не е доволно жените само да бидат дел од технолошкиот развој, туку рамноправно да учествуваат и во дефинирањето на правилата и вредностите на дигиталниот свет. Иднината нема да бара само технолошка прецизност, туку и емоционална интелигенција. Токму жените покажале и докажале извонредна способност и умешност да ја поврзат аналитичноста со човечноста, знаењето со грижата и лидерството со емпатијата. Кога една жена ќе успее, незиниот успех е охрабрување за многу други жени кои доаѓаат по неа, порача председателката Давкова. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во Охрид и посака добре дојде на високата владина делегација од Република Хрватска, предводена од премиерот Андреј Пленковиќ, која престојува во официјална посета на земјава. Како што информираше министерот, за време на официјалните состаноци се отворени и повеќе клучни теми од билатерален и меѓународен карактер, со посебен акцент на идните заеднички проекти. Муцунски преку социјалните мрежи ги сподели главните точки од разговорите во Охрид. Во фокусот на разговорите се продлабочувањето на соработката меѓу двете земји, регионалната соработка и стабилност, европската перспектива на државата и хрватската подршка на евроинтегративниот процес, партнерството во рамки на НАТО, како и актуелните безбедносни предизвици во Европа и светот. Во таа насока особено значено е и подпишувањето на договорот за стратешко партнерство меѓу двете држави. Шефот на дипломатијата потенцираше дека оваа посета е јасен показател за високото ниво на односи меѓу Скопје и Загреб. Посетата представува уште една потврда за одличните билатерални пријателски односи и заедничката пределба за натамошно унапредување на партнерството меѓу двете земји, истакна Муцунски. Иранскиот врховен лидер Ајатолахот Моџтаба Хамнеи предупреди дека Соединетите Американски држави повеќе нема да имаат безбедни воени упоришта на Блискиот Исток, порачувајќи дека Вашингтон постепено ги губи своите позиции во регионот. Во коментари на Телеграм по повод годишниот аџилак, иранскиот врховен лидер Ајатолахот Моџтаба Хамнеи изјави: часовникот не може да се врати назад, народите и земјите од регионот повеќе нема да служат како штитови за американските бази. Соединетите Американски држави повеќе нема да имаат безбедни места за своите воени бази и упоришта и постојано ги губат своите позиции, напиша Хамнеи. Тој ги повика сите муслимански земји да ги зајакнат пријателството, соработката и меѓусебната подршка за заеднички да се справуваат со регионалните предизвици. Хамнеи во пораката нагласи дека Блискиот Исток мора да се движи кон поредок без американско воено присуство, представувајќи го тоа како дел од поширока регионална промена. Ројтерс објави дека неговата порака доаѓа во момент на зголемени тензии по новите американски напади врз ирански цели и додека мировните преговори меѓу Вашингтон и Техеран се уште се неизвестни. Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека преговорите за договор со Иран би можеле да траат уште неколку дена откако американската војска повторно ја нападна земјата. Рубио, опишувајќи ги нападите врз чамци што поставувале мини и ракетни лансирани позиции, рече дека Ормускиот теснец мора да биде отворен на овој или на оној начин, пренесува Ројтерс. Поморските премини мора да бидат отворени, ќе бидат отворени на овој или на оној начин, така што мора да бидат отворени, им рече Рубио на новинарите за време на посетата на Индија. И покрај прекинот на огнот што е во сила од почетокот на април, Централната команда на американската војска вчера соопшти дека извела нови напади осмислени за да ги заштитат американските војници од заканите што ги представуваат иранските сили. Иран вчера соопшти дека соборил непријателски дрон, користејќи нов систем за противвоздушна одбрана, јавија иранските новински агенции. Американските напади се случија додека главниот ирански преговарач и министер за надворешни работи беа во Доха на разговори со премиерот на Катар
за можен договор со Соединетите Американски држави за ставање крај на војната. Рубио претходно им рече на новинарите во Нью Делхи дека САД ќе дадат на дипломатијата шанса да успее пред да размислат дали со Иран да се постапи на друг начин. Тој рече дека намаса има прилично цврста понуда, мислејќи на разговорите за повторно отворање на Ормускиот теснец и многу реални, значајни временски ограничени преговори за нуклеарното прашање. Денес ќе има изолирана појава на нестабилност. Локално утре процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и услови за појава на град, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Утре процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, електрични празнења, силен ветер и услови за појава на град. Од петок ќе настапи преодно стабилизирање на времето. Минималните утрински температури ќе се спуштат до 6 степени. Дневните максимални температури ќе се искачат до 33 степени, информираат од управата за хидрометеоролошки работи.